втор ден на караванот на движење Знам за наша Македонија. Денеска сме тука во Куманово, точно на местото од каде што тргна иницијативата за формирање на движењето. Најпрво сакам да ве поздравам вас, представниците на медиумите, и да ви се заблагодарам што не следите. Денеска, заедно со дел од раководството на Знам, сме тука пред мои кумановчани да ги представиме програмите и перспективите на движење Знам во делот на Европско Знам, Европска Македонија и Европска иднина. Целта е да слушнеме позитивни, негативни критики, да брифираме пред граѓаните во делот на нашето учество во изминатите 2 години во владата. Дел од нашите министри ќе дадат своји излагања и секако онаа што е најбитно да ги слушнеме конкретните предлози од нашите членови, симпатизери, поддржувачи и сите граѓани на Македонија. Веднаш потоа, следната недела, ќе го посетиме Штип и Битола и караванот на Знам ќе биде активен целиот летен период. Тука најавувам едно работно лето за партијата. Верувам дека сите овие наши активности ќе помогнат и ќе допринесат Македонија конечно да тргне напред во процесот на евроинтеграција, на притоа да се испочитува и онаа што значи историја, континуитет, јазик, сопствена држава и секако достоинство. Повелете. Одржавте првата средба, какви се коментарите на граѓаните, задоволени сте од тоа што следите на министрите? Па генерално организираме мали средби со оглед на нашите услови со кои што располагаме логистички. Присуствуваат голем број на лица кои што се директно заинтересирани во делот на креирање на идните програми на партијата, ведејќи партијата во следните 2 години треба да ја добие она своја идеолошка линија и да се приклучи на некоја од меѓународните асоциации, а првенствено веднаш по овој караван ќе разговараме во партијата и за можностите за организација на еден конгрес на кој што тоа ќе биде дефинирано. Да, задоволен сум како председател на партијата, особено од тимот кој што ги презентираше сите нивни активности во изминатите 2 години и тоа ќе продолжиме да го правиме, бидејќи мораме да бидеме во контакт со граѓаните, првенствено со членството и симпатизерите, за да од нив го добиеме конкретното мислење како е всушност на терен и како обичниот граѓанин се чувствува. Различни коментари се избирам и од СДС на првата средба и од други поединци, меѓу кои министар на Македонија и слично. Стабилна ли е коалицијата? Коалицијата никогаш не била постабилна од овој момент, но нормално е и работа и на мандатарот и на владините партнери да ја разгледаат работата на владата и да ги донесат вистинските заклучоци таму каде што не се работи доволно, да се засили капацитетот од сите аспекти, почнувајќи од човечкиот аспект, а тоа е ресорните министерства мора да ги водат луѓе кои што ќе бидат 100% посветени на работата за која што има добиено обврска да ја работат. Има се нови разговори сред вас со премиерот Мицковски во врска со ова? Дали нешто се смени во меѓувреме, бидејќи ве не го гледаме тука за тоа с министерот за правда, господин Филков? Значи, јас сум во континуирана комуникација со мандатарот Мицковски. Секој момент има нови согледувања, нови предлози, инаку отсуството на господинот Филков денеска е оправдано. Тој беше вчера присутен на трибината и веќе на следната повторно ќе биде, бидејќи имаме поголем број на лица во извршната власт кои што исто така треба да учествуваат и да земат учество на овие трибини. Што се однесува до составување на владата, мандатарот ја има најголемата одговорност, а ние како владени партнери ќе ги усогласиме нашите предлози и ставови во рамките на тоа што е претходниот политички договор. Недела се спомнуваше како ден кога ќе биде одлучено кои ресори ќе ги добие. Има сега може да се спомне таква информација или не? Јас вчера кажав и денеска повторно ќе повторам најодговорно дека вторник ќе биде конечниот ден кога ќе бидат соопштени сите ресори, кој на која политичка партија од власта ќе биде распореден и секако тука покрај премиерот директно учество имаат и владините партнери. Тоа се ВЛЕН и ние како Знам.
И вашата поранешна партија неколку пати веќе повторува во соопштенија дека партијата се распаѓа, останала на две букви вас и господин Вучич што е до кај вас. Зошто такви имате контакти со нив или од кај им се, такви да кажеме, коментари? Видите, тоа раководство на таа некогаш државотворна партија која што денеска е сведена на ниво на ликвидација, ликвидаторот е Венко Филипче, секогаш во континуитет сопствените грешки ги бара во туѓите редови. Колку тоа знам се распаѓа, најдобро гледате вие медиумите на овие средби кои што ги остваруваме со граѓаните, каде што салите ни се премали за да ги примат заинтересираните луѓе кои што сакаат да слушнат што имаме да кажем. За нив можам да кажам само едно, дека тоа е едно друштво во стечај, кое што е координирано од Струмица, а ликвидаторот е Венко Филипчи. Ќе задржи, знам, 2 министерски места без оглед дали ќе останат истите. Знам ќе задржи 2 министерства и после овие преговори ќе излезе уште појаки во делот на јавности и ќе преземе уште поголема одговорност во делот на менаџирање на процесите во државата, се со единствена цел граѓаните да добијат поубави услови за живот во Македонија и да се отворат нови перспективи на Македонија и влезот во Европска унија. Значи, договорено е 2 министерски места, се уште не е кои, така? Значи, уште не се дефинирани ресорите, но знам ќе излезе од овие преговори уште појак и уште пообединет, уште поголем и знам во блиска иднина ќе стане еден од главните водички политички фактори во државата, а тие кои што не негираат, всушност само потврдуваат дека сме реалност и постоиме.